Американското списание Forbes објави интервју со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во кое најавува дека неговата партија ќе победи на изборите на 11 декември и дека земјата со тоа излегува од периодот на политичка неизвестност. Според ова водечко американско списание од областа на економијата, Македонија успеала успешно да ја преброди имигрантската криза и при тоа да привлече поголем број инвеститори од САД и од другите земји и да ја намали стапката на невработеност. Списанието ја пренесува македонската даночна политика како клучен фактор кој придонел да се развијат слободните индустријски зони, да се привлечат компаниите од автомобилската индустрија и со тоа да се смени структурата на македонскиот извоз кон производи со повисока вредност. Ние јавните обвинители од Основното јавно обвинителство Скопје кои работевме на предмети кои ви беа доставени, како и сите други јавни обвинители, ви се обраќаме јавно за на ваков начин најотворено, недвосмислено, најостро да ви укажеме на нашето незадоволство од вашето постапување и срамна непрофесионалност со која правите штета на јавно обвинителската професија, се вели во отвореното писмо до специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, каде се додава дека во сите досегашни пропусти и незаконитости на работењето на Јанева, тие не реагирале отворено, ценејќи дека во државата има институции под чија надлежност е и постапува и каде СЈО треба да сноси одговорност. На грчкиот остров Самос во последните 24 часа бројот на блокирани бегалци на овој остров достигна 2126 лица. Ова е рекорден број бегалци кои се регистрирани на Самос по потпишувањето на договорот меѓу Европската унија и Турција, додека сместувачките капацитети на островот може да примат само 850 лица. Генералниот секретар на Северноатлантската алијанса Јенс Столтенберг во седиштето на НАТО во Брисел објави дека на состанокот на министри за одбрана на земјите членки на оваа организација ќе се договори создавање на 4 воени баталјони во Источна Европа со цел, како што вели, да се превенира, а не да се провоцира конфликт. На почетокот на 2017 година НАТО ќе има 4 мултинационални баталјони во источниот дел на алијансата. Се работи за кредибилно одвраќање, не да се провоцира конфликт, туку да се превенира конфликт. НАТО ќе испорача илјадници од своите сили за поддршка на нашите сојузници и јасна демонстрација на нашата трансатлантска врска, истакна Јенс Столтенберг. Според генералниот секретар на алијансата, овие 2 дена министрите за одбрана на земјите членки на НАТО ќе се договора прогресот и мапата за следните чекори.